Благодарам, председателе. Бидејќи господинот Маријанчо ме повика да им објаснам на моите гласачи во Струмица дека ќе се одземат нивните имоти. Прво, тоа воопшто не е така. Никој, ниту јас, ниту вие, ниту верувам било кој член на оваа собрание не сака да се враќа на годините кога се одзимали имотите на луѓето затоа што биле прогласувани за, не знам, антидржавни елементи или затоа што биле побогати од однос на другите, значи да се враќаме во времето на информбирото или раните 50-ти години. Знае господинот Пан Чорцев, сигурно и тој во неговата фамилија има исто така одземен имот. Ние сме имале дуќан спроти денешното собрание на општина Струмица, кое што било одземено од страна на тогашниот комунистички режим. И верувам дека барем јас нема да бидам тој кој што ќе гласа за воведување на таков закон. Мислам дека ни целта на луѓето кои што го предлагаат овој закон не е да се одземат имотите, туку целта е да се воспостави еден ред во врска со дивоградбите. Сега ова е закон во прво читање, значи ќе дојде и второ читање. Се согласувам дека можеби одредени измени преку амандманска расправа треба да се воведат, меѓутоа ние треба да воспоставиме принцип на работа. Ова влада, вие сигурно тоа на вашите бирачи во Велес им објаснивте, дека донесе закон за легализација на дивоградби. Во Струмица, благодарение на градоначалникот Заев и ние добро им објаснивме на луѓето дека ова е историска шанса, значи заеднички, за жал немавме, иако јас инициирав, требаше да имаме и заедничка средба, да пратиме заеднички апел, простостав на кој што ќе се врши легализацијата. Не секое барање кој ќе биде поднесен за легализација, ќе биде и одобрен. Значи, си има одредени нели таму законски одредби кој не може било која дивоградба да се легализира. И затоа ве молам, тоа што говорите погласно не значи дека сте во право, не сакам да го омалажувате мојот колега, кој каде дошол и од каде ќе дојде, никој не си го знаеме својот животен пат, можеби јас и вие до година ќе одиме во Италија или во Германија и така натоа, можеби мојот колега ќе остане во Македонија. Дајте да се однесуваме коректно, овде сме сите колеги пратеници, дали некој дошол од Пјаченца, од Струмица, од Велес или од Неготино, на крајот на криштата, не е важно, ние сме пратеници за кои што гласале луѓето, граѓаните на Република Македонија и граѓаните кои што живеат надвор од Република Македонија, според закон кој што го донело оваа собрание. Не е коректно да ги омалажуваме нашите колеги. И не е коректно да ги вртиме тезите дека сите дивоградби во Република Македонија ќе бидат национализирани. Значи овде јасно се пропишува во членот 139, кај што гласи во решението од членот 137 на овој закон, градежниот инспектор, односно овластениот градежен инспектор, кој ќе утврди дека градбата е изградена без одобрение за градење или спротивно на одобрението за градење, значи ги надминува димензиите за кои што има дадено дозвола за градба, а за истата не е поднесено барање за утврдување на правен статус на бесправен објект или постои правосилно решение за одбивање на барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект, како и во случаите кога градбата се гради без одобрение за градење или спротивно на одобрението за градење, може да се изрече и забрана за оттуѓување, оптоварување и располагање со градбата, при што истовремено се определува и задолжување за плаќање на пенали во износ од 3% месечно од пазарната вредност, што за иста или слична недвижност се пресметува од страна на надлежниот орган за пресметување даноци, тоа што го каже господин Јане Макрадули, тоа е управата за јавни приходи, сметано од денот на правосилност на решението до денот на исполнување на врската. Меѓутоа никаде не е напишано дека ќе се пресметува 200 по 1500, 300.000, туку никаде не е точно одредено. Тука треба да го прецизираме дали се мисли само на делот кој што или не, јас го читам. Знам, пишува во втора фаза, значи зборот ми беше друго. Во втора фаза на нема да слушувате што сакам да кажам. Значи сакам да кажам дека во втора фаза на читање на овој закон можеби треба да поднесеме одредени амандмани со кои што пеналите ќе се однесуваат само на делот кој што е диво изграден. Значи не брзајте малце, почекајте да бидеме колегијални, не ми дозволувате да се искажам. Ако сега се однесува на целиот објект
И како што рече господинот Јани Макредули, имате куќи од 200 квадрати со пазарна вредност по 1500 евра, 30, а имате тераса од 3 квадрати, тогаш можеби е добро да реагираме амандмански и пеналите да се однесуваат само на 3 квадрати, додека не се помине тој рок од 3 години, кој што е многу почесто. Од друга страна пак, ако веќе држиме до правото, тогаш граѓанинот кој што ги има дивоизградено тие 3 квадрати, имаше апсолутен рок законски даден за нивна легализација. Мислам дека не постои граѓанин во оваа држава кој што во изминатите 6, 7, 8 месеци не слушна дека се носи закон за легализација на дивоградби и како што рече Јани Макредули, доволно беше едно барање да се достави, и тоа не до владата, морам да го исправам, значи до општините. Владата не располага моментално, располагаат општините со тие информации. Верувам дека во Струмица, Куманово, Охрид, каде што опозицијата е носител на локалната власт, и таа ги има тие податоци. И верувам дека не е целта на овој закон да се злоупотребуваат тие податоци за некои наредни избори. Тоа што кога зборуваме така, тогаш треба да бидеме честни. Дали тоа значи дека СДСМ во Струмица, благодарение на тоа што сега има увид кои се тие објекти кои што се дивоизградени, ќе врши притисок с граѓаните. Еве, тука е господинот Панчо Орцев, па нека ми одговори дали е тоа целта. Или во Охрид, или во Куманово, или во Кичево, Велес, Неготино, каде што локалната самоуправа ја има ВМРО ДПМН, или ДУИ, или ДП, не е важно. Јас мислам дека не е фер да зборуваме на тој начин, затоа што ќе ви коригирам, владата не располага со тие податоци. Со тоа располагаат општините преку кои што се врши легализацијата на дивоградби. Така да сакам да кажам дека никој од нас овде, како пратеници, не е за одземање на имотите на граѓаните, затоа што идеолошки ВМРО ДПМН нема таа матрица. И затоа ви кажувам дека во втора фаза на читање може да предискутираме со одредени амандмански решенија да исправиме да направиме одредени корекции во овој закон со цел да бидеме пофер спрема граѓаните. Иако истите тие граѓани има можност за легализација на нивните дивоградби. Благодарам.